Нова тема со Густин Ќовде во студиото 3 на Македонската телевизија, која што е тесно поврзана со денешниот ден. Иако трговијата со луѓе е стара колку и човештвото, сепак сторителите продолжуваат да ги развиваат своите методи. Тоа значи дека и државите треба да го унапредуваат законодавството доколку сакаат да застанат на патот на овој профитабилен криминал, кој директно ги крши човековите права, а во кој се експлоатираат деца, жени и мажи. А законската рамка во Македонија доживеа низа промени низ годините кои што одеа во прилог на заекнување на борбата против трговијата со луѓе. Но што вели домашната статистика и колку државата е ефикасна во сузбивањето на трговијата со луѓе, односно какви се статистиките во неделата за борба против трговија со луѓе. Ово утро разговараме со Марија Тодоровска, програмска директорка на Отворена порта Ла Страда, и Ивана Кекева од Отворена порта Ла Страда. Добро утро и добро ни дојдовте. Во 2023 официјално се идентификувани 7 жртви на трговија со луѓе, 6 деца, 2 машки, 4 девојчиња и 1 возрасен, односно жена, сите македонски државјани. Ова се официјалните, реалните, веројатно многу поголеми. Што говорат овие бројки за општеството во кое живееме? Безбедно ли? Па бројките пред се говорат дека за жал трговијата со луѓе е реалност во нашата земја, дека и сериозен проблем кој што не треба да го занемаруваме. Дополнително кажува фактот дека сите се македонски државјанки, исто така укажува нели дека наранливостите и одредени групи на граѓани кои што се особено цел или мета на трговците со луѓе. И покрај постојаните континуирани напори за откривање на случаевите на трговија со луѓе, напредокот кој што го споменавте, сепак останува голема бројка на случаи кои што се скриени, таа е реалноста и на национално ниво, но и на глобално ниво. Случаевите се скриени, но исто така тоа значи дека не се пријавени или не се откриени кога станува збор за трговијата со луѓе. Од тука мислам дека причините зошто е тоа така, зошто ова се случува, првенствено од една страна е неинформираност и незапознаеност на граѓаните за тоа што е трговија со луѓе. Од една страна, од друга страна потребата од поактивно делување од страна на надлежните институции за препознавање на знаците на трговија со луѓе на времено откривање. Би сакала исто така да напоменам дека она што имам забележано дека и мале бројот на случаите кои што се пријавени од страна на самите жртви на трговија со луѓе, кои што исто така укажува дека во најголем број на случаи тие чувствуваат страф или срам да го пријават случајот поради осуда од страна на заедницата, неприфаќање и така натаму, но исто така дел од нив не се препознаваат себе си дека се во ситуација на трговија со луѓе. Ова особено би кажала за трудовата експлоатација и ситуации на и другите форми на трговија. Ајде да навлеземе малку подлабоко во приказната. Каков е профилот на жртвите кои што се можен таргет и од друга страна каков е профилот на оние кои што се носители на вулканиот бизнес? Па статистиките доволно говорат, за жал најранливите или оние најзастапени жртви на трговија со луѓе кај нас, но и на европско ниво се за жал жените и девојчињата. Причините поради тоа зошто е тоа така е најмногу факторите на присуство на сиромаштија, родовата нееднаквост, присуство на насилство во семејството од каде што потекнуваат, но исто така морам да кажам дека постои исто така и ранливост од типот од која заедница потекнуваат или етничка заедница маргинализирана, кои што особено имаат карактеристики и ранливости на трговија со луѓе. За жал застрашува тоа што се зголемува постојано бројот на деца тргувани во Македонија. Например, од нашето искуство, 20 годишно искуство од трговија со луѓе, дури 66% од лицата на кои што имаме помогнато се всушност деца на возраст од 9 до 17 години и најголем дел од нив потекнуваат од дисфункционални семејства или пак се разделени од своите семејства, не се регистрирани или пак воопшто не биле во образовниот процес, што укажува на основните причини или ризик фактори со кои што се соочуваме како држава кога станува збор за трговија со луѓе. Во однос на профилот на сторителите, за жал дури 40% од жртвите биле регрутирани од страна на членови на семејството, а дури 35% биле регрутирани од страна на пријателите, преку различни методи се користат, како што, например, лажни понуди за работа, како што е, например, одреден измама или принуда, но исто така во поново време особено се користи технологијата, интернет технологијата, односно користењето на социјалните мрежи за нивно регрутирање.
Колку состојбата во која живееме во светот влијае врз зголемувањето на жртви на трговија со луѓе? Зборуваме за воени конфликти и слично. Па секако војните конфликти значително влијаат врз зголемување на трговијата со луѓе, бидејќи токму луѓето кои што се во движење во тие оние миграцијски рути се подложни на ризици да бидат тргувани, да бидат измамени, но исто така и да бидат експлоатирани. Со оглед на не толку скорешната, да кажам, и ситуација во Украина, голем дел од украинските бегалци токму се засолнаа на еден начин кај нас, се решија да побараат помош и подршка од нашата држава. Голем број од нив се жени и деца, кои што самото тоа ги прави уште повеќе ранливи на експлоатација, на злоупотреба, но исто така уште од 2014 година со миграцијската криза, бегалската криза во нашата држава, ние се уште сме држава на транзит, но нели во тоа време во многу поголем број бегалците транзитираат низ нашата држава. Исто така беа особено ранливи на експлоатација, но нашата организација уште од тогаш и се уште нуди услуги за директна помош и подршка на бегалците, на барателите на азил во нашата држава, пробувајќи исто така помеѓу директната асистенција и покрај директната асистенција да ги идентификуваме ранливите луѓе, да успееме нели да понудиме помош и подршка, но исто така да ја покренеме нивната свест за ризиците за време на патувањето, за можностите на експлоатација, за да би можеле нели да превенира. Чисто знаеме да кажеме, бидете внимателни како младите влегуваат во онлайн просторот, што прават и како го користат интернетот. Не случајно го видиме тоа, бидејќи онлайн експлоатацијата идентификува и жртви. Какви се статистиките во Македонија? Онлайн експлоатацијата е загрижувачка состојба не само во Македонија, туку и на глобално ниво, и особено кај оние најмладите, како што спомена, нели децата, кои што голем број од нивното време го поминуваат токму на интернет и на социјалните мрежи. Онлайн предаторите ги користат нели можностите на интернет платформите за да можат анонимно да посегнат кон жртвите, но исто така и нели достапноста на оние лични информации кои што се достапни онлайн. За жал, иако бројката веруваме дека е поголема, во нашава држава е идентификуван само еден случај на онлайн експлоатација од 2022 година, каде што жртва е девојче на само 14 години, која што била експлоатирана почнувајќи од незина 9 годишна возраст. Токму и затоа иницирани од овој случај, нели кој што да кажам за среќа се откри, девојчето ја доби потребната помош и подршка, но нашата организација спроведе истражување за ризиците за онлайн експлоатација и трговија со луѓе токму кај најмладите во основните и во средните училишта во нашата држава, каде што по тоа истражување добивме нели голем број на информации за колку младите се запознаени со ризиците од трговија со луѓе и онлайн експлоатација, но исто така и голем број на препораки за она како треба нели сите ние, но и наставниците и родителите на децата да можат да ја поткренат свеста и нивното знаење за како да се заштитат и како да го користат интернетот на правилен начин. Има и СОС линија. Би сакал да ја кажам и на кој начин таа функционира, кои се вашите ингеренции тука? СОС линијата, би сакала нели во оваа прилика да ја потенцирам, 0800 11 111 е линија која што е 24/7 часа достапна, каде што секој граѓанин може да се јави, секој загрижен граѓанин анонимно да пријави случај на трговија со луѓе. Линијата исто така бесплатна. Но исто така и лица кои што се во ризик, во експлоатација, можат самите самостојно да се пријават, но секако дека сите граѓани можат и да се информираат, да добијат информации за ризиците за трговија со луѓе, како да се заштитат, да ги проверат оние сомнителни огласи за работа кои што се на интернет и слично. Кога нели ќе добиеме јавување на СОС линијата, истото веднаш го препраќаме до надлежните институции, секако до полицијата, до центрите за социјална работа, доколку се работи за дете, кои што нели понатаму постапуваат согласно нивните ингеренции, ние сме секако тука за да го следиме случајот, да видиме како напредува, но и нели доколку е потребно да се понуди помош, заштита, безбедно сместување на жртвата и сите оние останати услуги за
неизина реинтеграција. И за крај велат познавачите на состојбите доколку го земеме главниот мотив поради кој што главно се влегува во овој бизнис, тоа се парите, може да се справиме со оваа ситуација. Други велат дека институционално треба подобро да се екипираме и да одговориме на терен. Што значи тоа? Кои алки се треба да се обединат и од друга страна колку да речеме почетокот на преговорите со Европската унија од друга страна би придонеле за подемократска држава? Па во контекст треба мултисекторски и мултидисциплинарно да се делува на повеќе слоеви. Она што се нашите препораки, но воопшто на глобално ниво, дека првенствено треба се делува на основните мотиви зошто ова го прават сторителите, а тоа е профитот. Сметаме дека треба да се заакнат мерките на казнените мерки, санкциите врз сторителите со цел да дадат јасна порака дека тоа е сериозно кривично дело за кое што треба да се одговара од една страна, од друга страна треба да се делува и на нивните средства кои што ги имаат заработено од ова, односно јака конфискација, правосудните органи особено треба да ја практикуваат оваа мерка која што истовремено многу влијае и кон обештетувањето и надоместото на жртвите на трговија со луѓе за преживеаната травма, односно последици во физичка и во психичка смисла. Но исто така многу е важно да се работи истовремено на терен од страна на сите чинители, институциите, но и граѓаните и граѓанските организации, особено во делот на проактивна идентификација на случаевите на трговија со луѓе, особено различните форми, вклучувајќи тука трудовата експлоатација и останатите форми кои што поретко се препознаваат и секако мора да се делува превентивно, бидејќи тоа е клучот во однос на спречување на трговијата со луѓе и особено активности кои што се во насока на трговијата со деца, која што е во пораст, се согласивме за кои што и заедно со институциите зборуваме дека мора да се работи што е можно по зајакното. Конкретно отворена порта Ла Страда покрај обезбедување на соодветна помош и поддршка, исто така сме вклучени во зајакнување на законската регулатива и нивното спроведување на национално ниво. Особено ги следиме поглавјата 19, 23 и 24 во делот на преговорите на нашата земја со Европската унија, кои што особено се насочени исто така кон спречување на трговијата со луѓе и исто така упатуваат пред се на поефективно делување од страна на правосудните органи, но исто така и проактивна идентификација, а со тоа и заштита на жртвите на трговија. Темата останува отворена, ако сакаме да превенираме, мораме гласно да говориме. Благодарам за денешната. Благодарам.